Добар ден, јас сум наставникот Владимир Тајневски, предавам во основното училиште Љубен Лапе, Аеродром општина и предавам предмети биологија и природни науки. Денеска пак сме на темата повратни и неповратни промени и денеска лекцијата ни е готвење или наставната содржина на лекцијата готвење. Готвењето е нешто што е секојдневна работа по целиот свет, затоа што тоа е една неопходна работа за да можеме да ги задоволиме своите телесни потреби и голем дел од човештвото или знае да готви или се обидува да готви, ама сето тоа е интересно и корисно. Значи, првењето јадење е готвење. Значи, сакаме да се најдеме, што правиме? Готвиме. Но работата е сега малце да гледаме од научна страна на готвењето, затоа што науката секаде мешала прсти и има голема корист од незе, така да ние овој процес на готвење ќе го разгледаме од нашата тема повратни и неповратни промени. Повратни или за оние што постручно сакаат да разберат нешто или да научат нешто повеќе, се викаат реверзибилни процеси или реакции, се означува со двојна стрелка, која ги покажува обете насоки во химиската равенка. Например, има два реагенски или две материи кои реагираат и две производни рамки би биле напишани како А плюс Б, цртичка една надесно, една налево и се добива материи С и Д. Но едната стрелка покажува дека се добило нешто, а другата стрелка дека може да се врати во првобитната состојба. Значи, тоа е реверзибилна или повратна реакција. Друга реакција беше неповратна или иреверзибилна реакција. Се означува со една стрелка и го покажува единствениот правец. Например, два реагенса или материи кои ќе реагираат, ќе дадат сосема нов продукт. И овде ќе имаме една формула со која што гласи А плюс Б дава Е. Значи, Е сега веќе не може да се врати назад и да се добијат пак А и Б. Значи, неповратна или иреверзибилна реакција. Додека готвиме, секако не размислуваме за повратни и неповратни промени. Ретко кој тоа го прави, единствено можеби со намера некоја или кога снимаат некои емисии, некои можеби научници кои што го објаснуваат тоа, не? Но бидејќи сакаме да бидеме млади научници, ние во моментов за лекција веќе размислуваме и за такви работи. Тука има за што да се размислува. Например, има готвење со температура и готвење без температура. Што се случува со една храна кога е на температура, а што кога не е на температура? Например, добиваме рецепт за торта и сакаме да ја направиме. Употребуваме секакви продукти, како например јајца, шекер, овоше, да речеме и други продукти што треба за една торта. Еве, на сликава имате прикажано многу продукти, имате се тоа фино изгледа, значи за јадење ни го поттикнува апетитот, гледаме храна една како тука е на оган се прави, една домаќинка како со зачин нешто посолува во својата тенџера, во својата посада. И тоа е она како би изгледало и во нашиот дом. Сега, кога ќе направиш тортата, што се случило со овие материи? Например, јајцата или овошето. Некои на температура се правени, некои не се. Дали тие се промениле во својот состав? Дали јајцата би можел да ги извадиш од тортата? Дали може така да кажеме храната да се одготви? Значи, сме направиле една торта и повторно да вратиме во старите почетните работи со кои сме почнале да правиме. Дали кога ќе оладиш храната, таа ќе се врати во првобитната состојба?
Кога готвиме настануваат хемиски промени на одредена температура и станува невозможно да се врати храната во првобитна состојба. Значи, таму каде што има хемиски промени, настанува некои нови супстанции и тогаш враќање во првобитните не е возможно. Како што рековме од почетокот, значи, тоа се неповратни или иреверзибилни реакции при што нема враќање во старата состојба. Секако, до некои заклучици треба да се доведе од претходните лекции и претходно наученото, но и од она што можеме самите да го направиме. Пример, секој ученик може во својот дом, со помош на родителот, да прави некој вид храна и да ги следи промените на храната. И тоа дали се готви на температура, дали не е на температура, какви промени настанале со храната која готвиме во однос на бојата, формата, изгледот, големината и друго. Например, секој ученик би можел дома да земе една тетрадка, да ги спреми сите продукти за храната која сака да ја направи, потоа ќе запише секој продукт што е употребен, потоа ќе запише што прави цело време и додека прави што се случува, кои промени настануваат, например, дека има пламен, дека има чад, дека има мирис, потоа на крајот запишува што се добило и ги споредува работите кои се добиле на крајот од гледањето со работите кои што биле од почетокот суровата храна која ја употреби да направи една готова храна. Тоа е добро секој да го направи дома со помош на својот родител и сам да ги забележи промените кои што се направени при температура, а можеби и некои повратни промени кога можеби нема температура. На следниот линк може да го погледнете, ученици, видеото како да се учествува во готвење. Може да го запишете и секако, после тоа може да се дискутира на следниот час секако, што се случувало, ама важно е секој да го запишува сето она што се случувало додека готвува.